Во голем дел од семејствата и денес младите брачни парови живеат заедно со родителите на мажот, па кујната често станува место каде се спојуваат традицијата и новите навики. Токму затоа прашањето кој готви поубаво, свекрвата или снаата, предизвика различни и интересни мислења кај анкетираните граѓани. Дел од нив сметаа дека свекрвите имаат повеќе искуство и дека нивната рака е веќе извежбана со години поминати покрај шпортот. Други пак велат дека снаите внесуваат нови рецепти, модерни идеи и свежина на семејната трпеза. Па свекрвата си е научена по нино и затоа е па поубаво младите да речат ти маме многу убаво готвиш. И стално ќе си готве свекрвата. Па не знам да ви кажам. Може и свекрвата, може и снаата. Да, а снаата може некои нови рецепти да воведе, па свекрвата да ги погледне од неа. Анкетираните додава дека во многу семејства готви оној кој што има повеќе време и искуство, па затоа често свекрвата ја превзема главната улога во кујната, додека помладите се на работа. Зависи и двете. Па моментално јас готвам како свекрва. Они се зафанати на работа. Нормално. Постарио нормално. Па сега зависи од човек до човека. Тоа е начин на пракса. Тоа е начин на пракса. Кој како, кој зашо е изнаучил. Сепак, повеќето се согласија дека не е важно кој стои во кујната, туку храната да се подготви со љубов и семејството да биде собрано околу масата.